Пријатели, добар ден! Добро дојдовте во денешнава епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам повторно на прашање од мој пријател Мартин од Инстаграм. Постави прашање кое што е многу длабоко и опширно, но јас ќе го подзатеснам и ќе дадам одговор кој што предпоставувам дека ќе ти помогне и на тебе, Мартине, и ќе им помогне на многу луѓе кои што можеби сакаат да дознаат нешто повеќе по ова прашање. Ајде да го погледнеме прво, па се враќаме назад. Мартине, фала ти многу за интеракцијата која што имавме на Инстаграм. Предпоставувам како до совршена дефиниција на телото подразбира, односно за оние кои што не знаат, тоа подразбира како до супер изглед на мускулниот тонус, да нема масти и да изгледаш супер. Многу логично. Ова е голема тема затоа што до совршена дефиниција на телото, јас за да ги поедноставам работите и да бидам краток а јасен во овој период кој што го имаме за епизодава. И прво нешто што би рекол, за да имаш добра дефиниција треба да имаш добра мускулна маса. За да имаш добра мускулна маса, првично што она треба да работиш е да ја зголемиш таа мускулна маса, и тоа зголемување на мускулна маса може да трае година и две, зависи од каде стартуваш, затоа што зголемувањето на вистинска чиста мускулна маса не е процес кој што е брз и не е процес кој што е лесен, затоа што треба вежбање, треба доста внимавање на исхраната, и тоа во превод значи дека треба калориски доста да го задоволуваш телото, протеински да го задоволуваш, што се два најосновни момента, и нормално останатата нутритивна вредност исто така треба да биде во добар баланс. На оваа тема како до повеќе мускулна маса имам и зборувано на видеа, имам и пишувано, затоа прегледај ги моите канали за комуникација со јавноста, Better Nutrition Fun страната или мојот Инстаграм профил, небитно, ќе дознаеш. Во делот на покажување на таа дефиниција и до совршена дефиниција на телото, откако ќе качиш мускулна маса, она што треба да се тргне е пердето, односно мастите, и тоа е период на чистење кој што доста луѓе го практикуваат, особено на пролет и на лето пред да одат на плажа. Она што јас би ти го препорачал е да влезеш во кетоза и да практикуваш кето исхрана тој одреден период, месец-два можеби, за да го исчистиш телото и да навистина дојдат до израз твоите мускули, твоите стомачни и да имаш совршена дефиниција за кето исхрана. И што значи кетоза? Имам исто така зборувано, али едноставно местото на кое што можеш да најдеш многу повеќе информации за таа тема е Google, пиши кетосис и ќе ти излезе се што има на располагање интернетот, а има многу на располагање. Ако можеби ти треба некаква поддршка, помош, конкретни насоки врз основа на твојот дневен биоритам и слично, тука сум да ти помогнам, значи можам тоа да го направам, али сепак за да го индивидуализирам и да ти кажам, Мартине, ти вака треба да правиш, ми е проблем во моментов затоа што не ја знам твојата моментална ситуација, не ги знам точно твоите цели и не ги знам твоите дневни обврски и биоритам кој што го имаш. Така да фала ти уште еднаш, супер прашање, и тие некои кратки насоки кои што можам јас да те ги дадам со информациите кои што во моментов располагам. Тука за оваа тема завршуваме. Фала ти, Мартине, уште еднаш стварно, и на сите останати фала ви за вниманието. Може да го користите и хаштагот #AskJosif или да ме комуницирате во приватни пораки, било како сакате, и супер расположен сум за да дадам одговор на вашите прашања. Останете ми со здрави животни навики и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!